Здраво, родители! Ве поздравувам во името на доктор Смарт и каналот Учам кога сака. Во денешното видео ќе ви дадам совети како да разговарате со своето дете и заедно да започнете да ја градите навиката која што ќе му биде од големо значење на вашето дете. Зборуваме за навиката читање на лектири, која што представува можеби најпредизвикувачкиот дел за децата за време на летниот распуст, а со тоа и за родителите. Па ајде да започнеме со ред. Која е целта на читање на лектири за време на летниот распуст? Постојат повеќе важни цели, а тие се следниве. Создавање на навика за читање литература, намалување на отпорот кон книгите, одржување на навика која што има стигнато детето за време на училишната година, односно дека треба дел од денот да е посветен на обавување на неговите детски обврски и слично. Но зошто е важно да се создаде оваа навика уште од самиот почеток на летниот распуст? Важно е, бидејќи децата се уште не се потполно опуштени и излезени од ритамот кој наложува почитување на училишните обврски и доколку се остави простор кој ќе се дефинира како одмор, например, ајде ќе ти оставам простор да се одмориш една седмица, па ќе почнеме со читање, дава информација до мозокот на детето, ќе одмараш, па ќе почнеме со заморување. А тоа секако не сакаме да го постигнеме, бидејќи примарната и основна цел на распустот е детето да се релаксира и одмори и така да се спреми за почетокот на следната училишна година. Па ајде да видиме кои се бенефитите од истото. Детето ќе создаде повисока слика за себе и своите способности. Тоа ќе научи како да ги менаџира и планира обврските на дневно, седмично и месечно ниво, што ќе му биде од клучно значење во понатамошниот дел од животот. Тоа ќе создаде навика за читање и истовремено ќе го отстрани стравот од читање, односно ќе сфати дека читањето не е тешко, здодевно и со тоа ќе се соочи со своите стравови и ќе ги надмине своите замислени граници. Исто така ќе го подобри својот говор, збогати вокабуларот и унапреди брзината на читање. Сето ова е одлично, но на моменти звучи неверојатно за повеќето родители со сомнеж дека ќе успее да го предизвика своето дете да започне да чита. Сепак, главното прашање е како да го направам ова како родител кој нема да има постојани конфликти со своето дете на оваа тема? Одговорот е со разговор и пријателски пристап. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе внимавате да темпирате да го направите првиот разговор кога детето ќе биде во одлично расположение во текот на денот. Потоа, вашиот тон на гласот ќе биде весел, расположен и позитивен за детето да не почувствува нелагодност. Следно, ќе соопштите дека само тоа ќе му биде училишна обврска и дека ќе има премногу време во денот повторно за игра и дружење, односно дека тоа се само неколку минути во денот. Ќе му напоменете дека чувството што ќе го има кога ќе ги прочита страниците, што ќе ги испланира, ќе биде најубаво, ќе се чувствува среќно и гордо на себе. И најважно, ќе седнете заедно да направите план, но ќе оставите самото дете да се чувствува дека одлучува, а вие ќе го поддржите. Значи, детето ќе одлучи кое дело ќе го чита прво, второ и понатаму и колку страници на ден ќе одреди да чита. Откако ќе ви соопшти во однос на страниците, доколку сметате дека кажува помалку од оној капацитет кој мислите дека го има, не му давајте вие предлог. Наместо тоа, изреагирајте на следниот начин. Тоа е супер, но зошто јас мислам дека можеш нешто повеќе? Што мислиш ти? И оставете да одговори, па додадете. Јас сепак мислам дека можеш уште некоја страница повеќе, но ете ти одлучи. Потоа можете да кажете: во ред, ќе почнеме со твојот предлог, но може ли да ми ветиш ако ти е лесно дека ќе зголемиш за една страница на ден плюс? Ако не ти е лесно, ќе продолжиме вака да ти стане полесно. Тука сум јас, не се грижи. И на тој начин детето ќе ја почувствува вашата поддршка што е клучна за да започне. Периодот за читање предложете да биде ист. Ајде да се договориме и кој дел од денот. Што мислиш ти? Кога ти е најлесно ова да го завршиш? И дозволете да предложи, па дополнете. Добро, ајде нека биде тогаш како што велиш ти.
да пробаме. Па, доколку сметаш дека треба да смениме, ќе се договориме за друг термин. Имај предвид дека наутро може би е подобро, бидејќи ќе бидеш многу побрз во читањето, има шанса повеќе да запомниш бидејќи си одморен. Следен чекор е пополнување на планот, па дадете иницијатива. Ајде да го пополниме планот за секој ден. Напиши секој ден колку страници планираш да прочиташ како што ми кажа. Напиши со која книга или лектира ќе почнеме. И откако ќе напише додадете. Одличен избор. На тој начин ќе го мотивирате и ќе го потикнете. Потоа, мислиш ли дека можеш да започнеш уште денес или сепак почнуваме утре? Ова нека биде избор што детето ќе го има. Исто така, известете го дека со секоја лектира може да пишува белешки со цел да се потсети на брзина кога ќе дојде часот за обработка на истата. За овој дел јас ви подготвив страница со која што ќе може полесно да се запишуваат белешките од секоја лектира посебно. Истата можете да ја симнете во описот на видеото. За крај кажете, ајде, ова нека биде еден предизвик. Ајде да видиме колку лектири ќе успееме да прочитаме. На овој начин ви ветувам дека доколку сте упорни, ќе бидете изненадени од вашиот успех. Велам вашиот, бидејќи истиот најмногу зависи од вас. Кој ќе биде резултатот откако ќе го постигнете тоа? Среќно, посамоуверено и исполнето дете со создадена навика за читање. Континуитет во училишната рутина и со отстранета или намалена анксиозност, страф и стрес при почетокот на учебната година. Подобрени вештини за читање и збогатен вокабулар. За јакната врска родител-дете, заснована на поддршка и разбирање, што ќе значи доверба за споделување и барање помош ако е потребна за понатамошните училишни задачи во следната училишна година и така натаму. Верувајте дека е полесно отколку што очекувате. Клучот е во обидот, упорноста, истрајноста и позитивниот пристап без осуди, казни и уцени. Па ајде да видиме колку деца ќе успеат да го пополнат цел месец и да ја исполнат задачата и колку изненадени и среќни родители ќе имаме. Ви благодарам за вниманието. Доколку ви се допаѓа мојата содржина, ставете лайк и сабскрајб, односно претплатете се бесплатно на мојот канал за повеќе вакви совети и содржини. За сугестии и предлози, заследете ме на профилите на Instagram и Facebook со скенирање на QR кодот или со впишување на имињата на профилите во делот за препарување. Вие можете. До следното видување.